Поздрав! Денеска сакам да зборувам за Сатурн во четвртата астролошка куќа во вашата натална карта. Ако можеби вие го имате Сатурн во четвртата астролошка куќа во вашата натална карта, тогаш ова видео ќе биде за вас. Ќе зборувам за Сатурн и неговата енергија, ќе зборувам за карактеристиката на четвртата астролошка куќа и кога Сатурн тука ќе се најде во четвртата астролошка куќа, но од аголот на природниот хороскоп, затоа што Сатурн може да се најде во четвртата астролошка куќа, но во секој хороскопски знак. И на крај, како ќе можеме Сатурн да го живееме на еден најконструктивен начин. Пред се сакам да ги поздравам сите љубители на астрологијата, сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добре дојдовте сите на мојот YouTube канал, на мојот Facebook канал. Јас сум вашиот астролог Мерсиха 412. Сатурн е една енергија која што не ограничува. Сатурн ни поставува граница. Сатурн бара од нас да бидеме мајстор на својот живот. Но дали ќе можеме толку лесно да постанеме мајстор на својот живот? Пред се за тоа е потребно време. И што друго? Дисциплина, одговорност, фокус, работа. Значи, се е тоа потребно за да постанеме мајстор на својот живот. И затоа, погледнете каде се наоѓа Сатурн во вашата астролошка куќа. Значи, на тоа поле треба да се постане мајстор. Но за тоа е потребно време, дисциплина, фокус, одговорност и работа. Знаете дека на крај Сатурн ќе ве награди. Четвртата астролошка куќа зборува за нашиот дом, за семејството, за нашите корени, за нашите предци и за еден од нашите родители. Сатурн во четвртата астролошка куќа може да го доживувате како една доста деструктивна енергија. Што значи тоа еден од вашите родители е дистанциран према вас. Значи, ја нема таа емотивна блискост. Исто така, може би во вашиот дом, каде што сте израснале, да се почувствувате, или па може би сега, исто така, да се чувствувате осамен. Може би немате некој дом. За да се изгради таа емотивна блискост, потребно е време. Пред се да го освестиме тоа и да се вратиме малку наназад, да видиме што се случува во нашето семејство, во нашиот дом, во нашите предци. Што се случува тука во суштина? Дали ние одиме по некои традиции, што веќе за нас тоа не се наши традиции, затоа се чувствувате осамени? Што е потребно? Граница да се постави. Да кажете дека тоа не е за вас. Тоа не е вашиот дом. Дека вие бирате една емоционална блискост. Како можеме таа емоционална блискост да ја добиеме? Секогаш ако поставиме една зрела граница. И само така ќе можеме да изградиме собствен дом, само така можеме да изградиме наша собствена визија за едно семејство, за еден дом и за еден добар семејен живот. Значи, потребна е дисциплина, одговорност на тоа поле и поставување на зрели граници, за да го добиете тоа што го заслужува. Значи, како ќе ја користиме оваа енергија на Сатурн во четвртата астролошка куќа, ако го пратиме Сатурн и неговата визија, која што ја
како што спомнав, беше работа, одговорност, дисциплина. Сега за мене исто така ќе биде важно да дознам како вие го доживувате Сатурн во 4-та астролошка куќа. Ако сте заинтересирани секако за нешто повеќе за вас, тука сум за вас. Сите контакти што се потребни ќе ви ги поставам испод ова видео. Ви посакувам секое добро и до скоро.